Сигурни сме дека и ова неделно утро со нетрпение очекувате да започне вашиот омилен ТВ магазин Урбан Блок. А какви корисни и практични совети ние овој пат подготвивме за вас, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок зборуваме за тироидната жлезда, колку кафе дневно ви е потребно и што е моринга и зошто се користи. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан Блок. Месец јануари се одбележува како месец на штитната жлезда. А како треба соодветно да се грижиме за неа и колку често треба да одиме на прегледи, дознавате во следните неколку минути. Во текот на месец јануари, на предлог на Американското здружение за клинички ендокринолози се одбележува месец на подигање на свеста за тироидната жлезда. Тироидната жлезда е мал орган кој се наоѓа во предниот дел на вратот под гркланот. Има форма на пеперутка, во средината е помала и има два широки странични делови кои наликуваат на крилја. Тироидната жлезда е контролирана од централниот нервен систем, односно хипофизата. Улогата на тироидната жлезда е да произведува важни хормони тироксин и триодотиронин, кои се вклучени во енергетскиот метаболизам, регулирање на телесната тежина, терморегулацијата, функцијата на дигестивниот и нервниот систем и многу други активности на телото. Превенцијата е урамнотежена исхрана, снабдување со неопходни витамини и минерали, доволно протеини во храната, доволно вежбање, ограничување на алкохол и пушење, хормонална рамнотежа и здрава регулација на телесната тежина. Лекарите советуваат дека основната превенција се редовните лекарски прегледи и итно лекување на секој здравствен проблем. Што значи подигнување на свеста во пракса? Ова значи да се едуцирате себе си и другите преку истражувања, за да ја разберете вашата состојба, благодарение на информациите од сигурни извори, учебници, веродостојни веб страници. Постојат различни здруженија или групи за поддршка со сличен проблем кои можат да ви помогнат да истраете кон позитивен исход и да задржите позитивен став. Но секогаш запомнете дека сите ние сме уникатни, така што истите третмани нема да мора да работат за нас. Пронаоѓањето на соодветен протокол за третман и промена на животниот стил е постепен и индивидуален процес. Ширете ја свеста за постојано споделување на вистините информации, одржување на мрежа за поддршка и застапување на подобра здравствена заштита. Споделете ги вашите искуства и охрабрете ги другите да го направат своето здравје приоритет и да се проверат. Вклучете се во поддршка за истражување на тироидната жлезда преку учество во истражувачки иницијативи или со донирање или ширење на веста за најновите вести. Негувајте здрав начин на живот и охрабрувајте ги другите на патот, разговарајќи со пријателите и познаниците за важноста на исхраната, вежбањето и управувањето со стресот за здравјето на тироидната жлезда. Откривајќи ја врската помеѓу здравјето на тироидната жлезда и репродуктивното здравје, во текот на јануари го насочуваме нашето внимание кон месецот за подигнување на свеста за тироидната жлезда, фрлајќи светлина на често занемарувана, но витално важна тема. Овој прилог ја разгледува сложената врска помеѓу функцијата на тироидната жлезда и репродуктивното здравје, особено кај жените. Тироидната жлезда игра клучна улога за одржување на метаболичка и хормонална рамнотежа. Тој е одговорен за производство, складирање и ослободување на хормони кои влијаат на клеточната активност низ телото. Важно е да знаете дека нелекуваните нарушувања на тироидната жлезда представуваат ризици како што се предвремено породување, ниска родилна тежина и развојни проблеми, нагласувајќи ја потребата за редовно следење во текот на бременоста. Препознавајќи ја многу важната улога на здравјето на тироидната жлезда, секој од нас треба да има за цел да ги поттикне поединците да превземат проактивни чекори со усвојување на начин на живот кој е пријател на тироидната жлезда и избегнување на познати еднокрини пореметувачи, а со тоа ќе го чувате не само здравјето на вашата тироидна жлезда, туку и вашето целокупно здравје. Кафето е пијалок со кој повеќето од нас го започнуваат својот ден. А колку треба да пиеме кафе дневно, ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. За многу луѓе, кафето е многу повеќе од пијалок. Тоа е утрински ритуал, повод за дружење, краток одмор во текот на работниот ден или мало лично задоволство кога сакате да бидете сами. Сепак, често се поставува прашањето колку шоли кафе на ден е всушност во ред.
Иако често се споменува дека 3 или 4 шолји дневно се во границите на нормалата, се повеќе луѓе се на мислење дека 1 шолја кафе дневно е сосема доволна, а за многу луѓе оптимална количина. Значи, одговорот не е сосема едноставен, бидејќи зависи од повеќе фактори. Здравствена состојба, навики, чувствителност на кофеин, па дури и начинот на подготовка на самото кафе. Кофеинот е природна супстанца која најчесто се поврзува со кафето, но го има и во чајот, какаото, чоколадото, енергетските пијалоци и некои лекови. Спаѓа во групата на психоактивни супстанци, што значи дека директно влијае на работата на мозокот и нервниот систем. Токму поради овој ефект, кофеинот е најискористениот стимуланс во светот. Главниот начин на кој кофеинот влијае на човековото тело е преку блокирање на аденозин или супстанција во мозокот која е одговорна за чувство на замор и поспаност. Како што аденозинот постепено се акумулира во текот на денот, ние стануваме се повеќе уморни. Кога внесуваме кофеин, тој се врзува за рецепторите и ги блокира сите негови ефекти, со што се чувствуваме побудни, фокусирани и поенергични. Ефектот на кофеинот не е ограничен само на мозокот. Тоа влијае и на кардиоваскуларниот систем, бидејќи може привремено да го забрза чукањето на срцето и малку да го зголеми крвниот притисок. Кај здравите луѓе овој ефект е генерално краткотраен и безопасен, но кај луѓето кои се чувствителни на кофеин или имаат проблем со срцето и крвниот притисок, може да предизвика непријатност, палпитации или немир. Кофеинот влијае и на хормоните, го поттикнува лачењето на адреналин, така наречениот хормон на стрес кој го објаснува чувството на зголемена енергија и подготвеност за активност. Затоа кофеинот често се користи пред физичка активност или ментално напорна работа. Сепак, прекомерните количини може да доведат до спротивен ефект – напнатост, анксиозност и раздразливост. 1 шолја кафе може да има бројни позитивни ефекти. Кофеинот во таа количина помага за подобра концентрација, ја зголемува будноста и може да го подобри расположението, без премногу да го оптовари нервниот систем. Умереноста е клучот. Со 1 шолја дневно се намалува ризикот од несакани ефекти како што се нервоза, забрзан пулс, висок крвен притисок или проблеми со спиењето. Интересно, научните истражувања исто така ги потврдуваат придобивките од мала количина кафе. Например, една голема студија покажа дека само 1 шолја кафе на ден може да има заштитен ефект врз здравјето на срцето и поврзано со помал ризик од смртност од сите причини. Студијата нагласува дека позитивните ефекти се јавуваат дури и со мали количини на кофеин, додека поголемиот внес не мора да носи дополнителни придобивки. Друга причина зошто 1 чаша се смета за добра мерка е индивидуалната чувствителност на кофеин. Многу луѓе не забележуваат колку кафето влијае на нивното тело додека не го намалат внесот. Често дури тогаш забележуваме подобар сон, помала напнатост и постабилно ниво на енергија во текот на денот. Наместо ненадејни скокови и капки енергија, 1 кафе дава нежен и контролиран поттик. Исто така, не треба да заборавиме дека кафето не е единствениот извор на енергија. Квалитетниот сон, редовните оброци и вежбањето имаат многу поголемо влијание врз дневната виталност отколку повеќе кратните шолји кафе на ден. Во овој контекст, кафето треба да биде додаток, а не поддршка. Иако самото кафе не е лошо, 1 шолја дневно е разумна, здрава и долгорочно одржлива навика. Ви овозможува да уживате во вкусот и ритуалот на кафето со минимален ризик за вашето здравје. Како и со многу други работи, помалку е често подобро. Доколку сакате да го намалите или целосно да го замените кафето, постојат многу здрави и природни алтернативи кои можат да дадат енергија, да ја подобрат концентрацијата или едноставно да го заменат ритуалот на самото пиење кафе. Еве неколку добри предлози. Зелениот чај содржи кофеин, но во многу помала количина од кафето. Поради присуството на елтеанин, аминокиселина која делува смирувачки, енергијата од зелениот чај е поблага и постабилна, без нагли скокови и паѓања. Погодена за оние кои сакаат да се фокусираат без нервоза. Билни чаеви без кофеин како камилица, нане, ѓумбир или ројбос не содржат кофеин, но можат да имаат освежувачки и смирувачки ефект. Нането и ѓумбирот, например, може да помогнат во будноста и варењето, додека камилицата го намалува стресот. Мача е посебен вид зелен чај во прав. Содржи повеќе кофеин од обичниот зелен чај, но сепак помалку од кафето. Енергијата што ја дава е подолготрајна и порамномерна, па често ја избираат луѓе кои сакаат да се фокусираат без треперење. Цикоријата е една од најпопуларните замени за кафе, бидејќи има сличен горчлив вкус, но не содржи кофеин.
Добар е за дигестивниот систем и е одличен за оние на кои им недостасува чувство на кафе, но не и кофеин. Иако не содржи кофеин, топлата вода и лимон наутро може да го разбудат организмот, да го стимулираат варењето и да придонесат за чувство на свежина. Едноставен е и многу благ за организмот. Природното какао содржи мала количина на кофеин и субстанца која малку го стимулира телото и го подобрува расположението. Тоа е добра опција за оние кои сакаат нешто топло и пријатно, но помалку агресивно од кафето. Често заморот погрешно се толкува како потреба за кафе, а всушност тоа е дехидрација или недостиг на движење. Чаша вода и неколку минути истегнување или одење може да ви дадат повеќе енергија од кафето. Многу пати досега имаме зборувано за тоа дека најдоброто за нас и за нашето здравје доаѓа токму од природата. Дел од природата е и добро познатата моринга, па затоа во следните неколку минути ви ги откриваме сите придобивки од неа. Во современиот свет полн со брзи решенија и инстант подготовки, на природните извори на здравје им се посветува се повеќе внимание. Едно од растенијата што се издвојуваат по својата речиси неверојатно хранлива вредност и лековити својства е моринга. Ова дрво на животот, како што многумина го нарекуваат, со векови се користи во традиционалната медицина, а денес неговата моќ е потврдена преку современите научни истражувања. Во овој прилог ќе дознаете што е моринга, какви придобивки дава за телото и умот, како правилно да се користи и кои групи треба да ја избегнуваат. Денес ќе откриете и зошто овој зелен прав е еден од најценетите природни додатоци. Станува збор за дрво кое потекнува од подножјето на Хималаите, но сега се одгледува низ тропските и субтропските региони. Познато е и како чудо дрво, бидејќи речиси секој негов дел, вклучувајќи ги лисијата, семките, кората, цветовите и корењата, имаат корисни својства. Најчесто се користи прашокот кој се добива со сушење на листовите поради високата концентрација на хранливи материи и леснотијата на користење. Неговата популарност расте поради неговата исклучителна хранлива густина и терапевскиот потенцијал. Во светот се користи како додаток на исхрана, природен лек, па дури и како средство за борба против неухранетост во неразвиените земји. Моринга во прав се користи според целите што сакате да ги постигнете. Наутро за енергија, содржи витамин С, железо и есенцијални аминокиселини, кои го поддржуваат метаболизмот. Земањето на прашокот на празен стомак или со појадок ви помага да го започнете денот со повеќе фокус и енергија. Пред јадење, за да го контролирате апетитот. Ако вашата цел е да изгубите тежина, земањето моринга половина час пред оброците може да ви помогне побрзо да се чувствувате сити и да избегнете прејадување. Закрепнување на мускулите после тренинг, благодарение на богатството од протеини и минерали, помага во регенерирање на мускулното ткиво и враќање на енергијата. Се користи и навечер за обновување на телото. Неговото антивоспалително и антиоксидантно дејство му помага на телото да се регенерира во текот на ноќта и се смирува пред спиење. Оптималната доза зависи од формата на додатокот и целта на употреба. Општите упатства се: од прашок 1 до 2 лажички дневно, измешани со вода, смути или во храна. Кога станува збор за капсули, 1 до 2 капсули дневно се доволно, според упатствата на производителот. А кога е во прашање маслото, неколку капки дневно за надворешна употреба, како на кожа, коса и така натаму, или како додаток во салати. За луѓето кои што туку почнуваат да го користат, се препорачува постепено зголемување на дозата со цел телото да се прилагоди. Содржи повеќе витамини А од морковите, повеќе витамин С од портокалите, повеќе калциум од млекото и повеќе калиум од бананите. Богат е со железо, магнезиум, цинк и фосфор. За разлика од повеќето растенија, моринга ги содржи сите 9 есенцијални аминокиселини, што ја прават богат извор на протеини, особено важен за веганите и вегетаријанците. Моринга го зајакнува имунитетот, благодарение на високото ниво на витамин С, цинк и антиоксиданси. Моринга силно го поддржува имунолошкиот систем и ја намалува фреквенцијата на инфекции. Ги чисти крвните садови и го намалува нивото на триглицериди и холестерол. Придонесува за намалување на лошиот холестерол и триглицеридите, а истовремено го зголемува нивото на добриот холестерол, а со тоа помага за зачувување на здравјето на срцето и крвните садови. Влијае на намалување на болките во грбот и коските, благодарение на неговите антиинфламаторни својства и присуството на калциум и магнезиум, ги облажува и болките во зглобовите и грбот и придонесува за здравјето на коските.
ги обновува клетките, благодарение на високата содржина на аминокиселини и антиоксиданси. Ја регенерира кожата. Особено маслото од моринга богато со витамин Е се користи во козметиката за хидратација, еластичност и регенерација на кожата, а помага и при екзема и акни. Истражувањата покажуваат дека екстрактот од моринга може да го намали нивото на шеќер во крвта и да ја подобри чувствителноста на инсулин. Го чисти телото, действува како природен детоксификатор на црниот дроб и бубрезите, така што ја забрзува елиминацијата на токсините и тешките метали од телото. Помпеја е град кој се наоѓа на брегот во близина на реката Сарно, во близина на Неапол, во италијанската провинција Кампанија и на пресекот на патиштата до морското пристаниште. Изграден е на вулканска карпа која се издига на 30 метри над морето. Бидејќи е целосно без изворна вода, животот бил тежок, но поради неговата стратешка положба што дозволува контрола на плодна рамнина зад градот и морски залив под градот, била атрактивна локација за многу народи. Градот е најпознат како римски град кој бил уништен со ерупцијата на Везув на 24 август 79 година од нашата ера. Помпеја била закопана под слојот пепел 1600 години пред случајно да биде откриена. Современиот град е основан во долината Помпеја во 1875 година со мала населба од 300 жители, која денес има околу 25.000 жители. Главниот и пешачки плоштад во Помпеја и срцето на градскиот живот е долг 142 метри и широк 38 метри, а од него водат главните улици. Тој бил врамен со колонада од дорски и јонски столбови од 3 страни, додека од четвртата бил храмот на Јупитер, подоцна Капитолиум, храм посветен на римското тројство – Јупитер, Јунона и Минерва. Зградата на свештеничката на Венера, Евмахија, која се занимавала со императорот Тибери, е една од најпознатите знаменитости кои морате да ги посетите доколку патувате тука. Оваа зграда е всушност седиште на незината богата трговска корпорација и фабрика за облека. Сместена во близина на Неапол во Италија, Помпеја е огромен археолошки локалитет кој дава увид во животот на луѓето за време на античко римско време. Без разлика дали планирате да одвоите еден ден или повеќе, истражувањето на секоја педа од Помпеја може да се каже како Херкулесова задача. Со оглед на тоа што е распространет на речиси 5 квадратни милји, треба да се подготвите однапред со одлучување за областите што би сакале да ги посетите. Од посета на најстариот преживеан римски амфитеатар до разгледување на античките бордели и бањи, има многу што да се прави во Помпеја. Посетете го амфитеатарот. Тој е најстариот преживеан римски амфитеатар досега. Популарен простор за жителите во Помпеја, амфитеатарот некогаш имал неверојатни 20.000 луѓе. Со оглед на тоа што горниот дел се уште е недопрен, можете да седнете и да транспортирате назад во времето. Сместен на крајниот дел на Помпеја, има помал број туристи кои го посетуваат амфитеатарот, особено наутро или доцна попладне, давајќи и на арената морничаво чувство. Истражете ги борделите во Помпеја. Градот Рим беше просперитетно место за богатите, со луксузни уживања како куќите на задоволство. Иако жителите на Помпеја ги прикажа овие бордели како еротско уживање, реалноста е прилично трагична. Многу од работниците биле робови кои работеле во мали келии. Навистина има скршено минато поврзано со него, но овие структури се уште вреди да се истражат. Овие бордели се прекрасно сочувани, со уметност насликана над зидовите, прикажувајќи ги услугите обезбедени за историската заедница. Восхитувајте се на вилата на Мистерии. Римската вила на Мистерии е добро сочуван рурален римски имот, познат по своите шарени фрески и сложени мозаици. Најпознати од нив се оние во соба 5, за кои се верува дека го прикажува иницијацијата на невестата во грчко-римски култ. Датира од 2 век пред нашата ера. Неговата важност го достигнува својот зенит во време на августанската ера. Поразорниот земјотрес во 62-та година од нашата ера
Таа паднала во распаѓање и била претворена во фарма посветена на главното производство на трговија на вино. Во 1909 и 1910 година Джузепе Спано извршил археолошко ископување кое е открило оваа скриена вила. За чудо избегна значителна штета од ерупцијата на Везув, со незините ѕидови, тавани, а особено фреските кои се уште стојат денес за сите нас да ги видиме. Познат по својата богата историја и археолошките локалитети, Помпеја служи и како влез на некој од најубавите плажи во земјата. Лидо Лос Коглио е тивка плажа, позната по своето кристално чисто море, кое е дом на различни видови риби. Незината добро одржувана околина и чистота дополнително ја зголемуваат незината привлечност. Спагија Либерта е живописна плажа позната по своите прекрасни пејсажи и уникатниот карпест пејсаж. И покрај убавината и близината до центарот на градот, плажата не е пренатрупана, што ја прави релаксирачко место за посета. Обезбедува низа удобности, вклучително и платени лежалки за посетителите. Роса де Венти е позната по своите природни убавини и панорамски поглед на планината. Таа нуди низа удобности и рекреативни активности, што го прави соодветно место за семејни излети и групни активности. Па доколку досега не сте имале на ум да отпатувате на ова прекрасно место, сигурни сме дека сега по оваа видео прошетка ја ставивте Помпеја на вашата листа на патувачки дестинации. Тоа беше се за денешното издание на емисијата Урбан Блог. Доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме точно за 7 дена, до тогаш не заборавајте да бидете урбани.